Сега почитувани, доколку можев некаде да кажам која ми е желбата и да ми се исполнеше, тоа би било дека би сакала да бидам милионер или евентуално да бидам средношколец. Доколку сте средношколци, имате шанса да станете милионер. Не знам дали сте слушнале дека во тек е еден многу интересен надпревар. Прв пат се случува ваков надпревар кај нас. Се работи за средношколец милионер. Еден средношколец ќе стане милионер, а ова го организира Brainster Next College, првиот практичен факултет за дизајн и IT во Македонија и регионот, и NU High School Academy, Академија за талентирани средношколци. Зашто поточно станува збор? Сите средношколци нека не слушаат во продолжение внимателно, затоа што ова е само за вас. Наша гостинка е Анастасија Илиевска. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов и благодарно за можноста да го објасниме овој надпревар кој што по многу основи е навистина голем и е за прв пат вакво нешто кое што ќе им биде возможно на средношколците од Македонија. Верувам и во регионот нема ништо вакво слично. Најнапред честитам за оваа убава идеја. Верувам дека ова е едно убаво размрдување. Прв пат кога ја видов најавата, си реков конечно некој да се сети да направи нешто добро раздвижување на средношколците. Така надпреварот веќе почна. Во суштина сега е фазата на поднесување на апликации, односно ако можам наједноставно да го објаснам во кратки црти надпреварот, станува збор за надпревар за најдобри бизнис идеи помеѓу средношколците, така што обараме бизнис идеја која што е иновативна, меѓутоа она што го бараме е и личност, односно ги гледаме луѓето кои што стојат за самите проекти, односно она што сакаме да го поттикнеме да размислуваат средношколците како предприемачи и своето време да го насочат кон активности, односно кон овој надпревар кој што не само што ќе ги натера да размислуваат outside of the box, да размислуваат надвор од секојдневните активности, да размислуваат поинаку предприемачки и визионерски. Оно што е многу важно е дека ќе имаат поддршка од ментори во текот на фазите на самиот надпревар и ќе можат да се вмрежат, ќе можат да се надпреваруваат, да се дружат и во суштина да направат за прв пат нешто кое што веруваме на многумина ќе им го промени животот. И оно што сакам да го надополнам е дека во надпреварот може да учествуваат средношколци од 1 до 4 година. За сите е отворен. Од цела Македонија, од сите средни училишта, нема никакви и државни, приватни средни училишта, повикот е отворен за сите. И оно што сакам да го напоменам е дека можат сами да учествуваат во надпреварот, меѓутоа можат да учествуваат и во групи од најмалку 3, од најмногу 6 луѓе. Ние искрено ги поттикнуваме да се пријават во група затоа што прво никој не станал сам милионер, потребни ни се луѓе од околу со кои што ќе работиме, ќе созреваме, ќе градиме нешто заедно, а и во самите фази на надпреварот има таков момент кога навистина не е потребна група, каде што еден ќе поддржи за едно нешто, друг ќе со своето знаење, визија ќе поддржи во друг сегмент, така што ги охрабруваме да се групираат во групи, но самите одлучуваат дали сакаат поединечно да се пријават или во група. Тимска работа секогаш има многу подобри резултати, добро го кажавте тоа. До 26 октомври е отворен конкурсот за пријавување. Така можат да се пријавуваат сите. Пријавата како треба да изгледа? Што е тоа што треба да го направат? Треба некаков бизнис план или не очекуваме од нив бизнис план на самиот почеток, очекуваме да видиме идеи кои што ќе може да ги поднесат на страната milioner.mk, каде што ќе си се најават и тим лидерот на групата ќе си ги пополни податоците и ќе си ја опише бизнис идејата. Не очекуваме од нив бизнис планови со како што можеби некој кој што има години искуство зад себе треба да го направи. Она што ние го бараме од нив е да видиме како размислуваат, односно да ја поттикнеме нивната креативност, нивната визија. Искрено сме многу возбудени сите кои што стоиме зад овој проект од можноста од тоа да видиме какви идеи има. А веќе гледате ли идеи? Дали веќе има некој кој што има веќе апликации, веќе има доста голем број на апликации, така што ги поттикнувам оние кои што можеби размислуваат да не го прават тоа, да буквално да се соочат можеби со стравот од тоа да седнат и да ја споделат идејата, бидејќи оно што јас го кажувам и на презентациите, бидејќи одиме во дел од училиштата низ Македонија и го презентираме проектот, е дека секако сте добитник
ако учествувате во овој надпревар. Добитник сте од повеќе аспекти. Првиот аспект е затоа што ќе имате можност да се вмрежите и да размените искуства и идеи со средношколци кои што размислуваат исто или слично како вас. А втората работа е што ќе имате можност да запознаете искусни луѓе во бизнисот кои што ќе ви пренесат искуство и знаење и кои што навистина сакаат да видат млади луѓе кои што имаат идеи, бидејќи оној кој што има идеи секогаш ќе ги има, оној кој што има идеи секогаш ќе размислува визионерски, оној кој што има идеи секогаш ќе најде начин како да создаде нешто ново, така што она што го бараме е баш тие идеи, таа креативност, да бидат уникатни и да бидат спремни за надпреварот кој што верувам дека ќе промени многу животи. Ќе ги раскажеме понатаму чекорите што откако ќе ги направат тие пријави. Ме интересира како настана моментот да се сетите на нешто вакво. Дали е ова идеја од странство? Кој се сети на ова дека може да се направи еден ваков, бидејќи првпат во историјата на Македонија се случува средношколец да има можност да стане милионер на еден ваков креативен начин? Идејата стои основачот на Брейнстер, Петар Ниновски, кој што ви бил гостин тука. Во суштина и Брейнстер започнува како своевидна идеја во која што инвестираат инвеститори. Тоа го има споделено Петар и на својот профил на LinkedIn, каде што убаво објаснува дека не му беа дадени милион денари за да ја започне својата бизнис идеја пред 10 години и ова е еден начин на кој што му се одолжува, нели го враќа влогот назад, меѓутоа јас би рекла дека ова е повеќе од враќање назад како парична сума, бидејќи верувам дека вредноста е многу поголема од само парите кои што ќе ги добијат, ќе ја добие најдобрата идеја. Верувам дека она што Брейнстер го прави низ годините преку Брейнстер Next факултетот и преку ENU Академијата за талентирани средношколци, меѓутоа и преку AI at Work платформата, е што навистина поставува нови стандарди во општеството, нови стандарди во образованието и тоа можеби најголемиот влог кој што го оставаме како групација и Петар како основач зад себе, а тоа е навистина го менуваме изгледот на она што значи образование во Македонија па и во регионот. Какви се очекувањата? Велите дека веќе има кандидати. Какви се очекувањата? Дали очекувате наплив на луѓе, како ќе го исконтролирате сето тоа, доколку затоа што средношколците знаат да бидат и доста активни. Еве, какви се вашите очекувања? Од она што можам да го видам од додека одиме со караваните низ Македонија е дека имаме прекрасни средношколци, дека имаме толку голем капацитет во средношколците и навистина ова им беше потребно. Им беше потребно место каде што ќе ја насочат својата енергија во еден ваков проект, во еден проект кај што не само што ќе ги поттикне да размислуваат, бидејќи има доста и надпревари, хакатони, меѓутоа никогаш немало олку голема награда, 1 милион денари за најдобрата бизнис идеја. 1 милион денари кои што при тоа би сакала да кажам дека нема да очекуваме да ги вложат во бизнис идејата, може да си ги потрошат како сметаат дека е најдобро, може да си ги вложат, можат да ги потрошат на друг начин, иако нели ако сакаат да бидат бизнисмени, можеби најдобро ќе биде да ги вложат тие пари, ниту пак ние бараме удел како групација, бараме удел во нивниот бизнис ако решат да го започнат. Апсолутно ова се пари кои што си ги заслужиле затоа што се осмелиле да ја споделат идејата и се осмелиле да бидат храбри, поинакви и нели да го поминат целиот тој процес во самиот надпревар. И какви се реакциите низ тие средби со нив директно? Можев да забележам од социјалните мрежи дека буквално им правите и анкета, разговарате со нив, некако не се срамат, опуштени се, имаат ли пристап кон, дали знаат зашто се пријавуваат, дали имаат веќе идеи, дали се креативни, какви се вашите впечатоци, дали имаме талентирани средношколци кога се работи за бизнис идеи? Како што кажав, претходно многу талентирани средношколци имаме и тоа ни го покажа не само ова што сега го гледаме кога станува збор за надпреварот средношколец милионер, туку и лани организиравме еден доста голем надпревар Ultimate, кој што беше надпревар за математика. Ние знаеме многу често да се зборува дека младината е ваква, младината е таква, не сака да учи, не сака да се докаже. Она што лани ни го покажа надпревар по математика е дека имаме одлични математичари, млади луѓе кои што навистина поместуваат граници кога станува збор за делот во тој дел. Така што дефинитивно и сега го очекувам истото. Кога разговараме со нив и кога им ја кажуваме идејата, прво едно од првите прашања што им го поставуваме е дали сакате да бидете милионери. Мислам дека нема никој кој што можеби не сака да биде милионер, можеби не толку од
аспект на парите кои што се, туку и слободата и можноста да можеме понатаму да остваруваме и да оставаме да создаваме. Какви се идеите, јас не можам да споделам, затоа што би влијаела можеби на нечива идеја, но се доста креативни, визионерски идеи и навистина очекувавме вакво нешто, но оставаме уште дополнително да бидеме изненадени, затоа што знаеме дека ќе бидеме. Нашето искуство во работа со млади луѓе ни го покажува токму тоа. Ние имаме доста многу квалитетни млади луѓе, многу квалитетни млади кои што се тука и кои што сакаат да створат, да создадат нешто и да го направат тоа тука во нашата земја, не да си од, така што апсолутно сакаме да помогнеме да се реализира тоа. И сега откако добро им објаснивме, верувам дека многумина ги заинтригиравме, многумина средношколци кои што не гледаат се заинтересира. Како ќе се врши селекцијата? Што потоа, откако ќе ги добиете пријавите, како оди понатаму процесот? Кога на 26-ти, како што кажав, завршува пријавувањето, односно имаат уште неколку, прилика околу 2 недели, што е сосема доволен период да си размислат за идеја, ако можеби некоја си ја имале да си ја разработат, да го најдат тимот со кој што сакаат да работат, да аплицираат на страната milioner.mk и после 26-ти, она што ќе се случува се следните 4 фази. Има првата фаза е фазата на аплицирање, втората фаза е селекција на 50 најдобри идеи кои што ќе бидат, истата селекција ќе биде направена и со помош на вештачка интелигенција, меѓутоа ќе ја помине нашиот стручен тим за сигурност. Од тие 50 идеи ќе бидат ставени на јавно гласање, односно ќе треба да се одберат најдобрите 20 идеи, така што ја повикуваме јавноста дека во период кој што следи ќе имаат сите можност да ги видат кои се тие идеи, кои млади луѓе ги имаат конкретните идеи. 50 најдобри ќе бидат всушност јавно објавени. Да, и ќе има еден период на гласање каде што ќе може да се гласа. Очекуваме навистина тука да имаме доста раздвижување по однос на и доста активност, меѓутоа и очекуваме јавноста да биде заинтересирана и проактивна кога станува збор за гласањето, бидејќи ќе помогне во селекција на следните 20 кандидати кои што ќе одат во полуфиналето. Полуфиналето ќе биде еден интересен концепт каде што во суштина ќе требаат за 90 младите кои што ќе продолжат во полуфиналето за 90 секунди да ја презентираат својата идеја пред инвеститор, односно ќе имаат многу кратко време да успеат да ја презентираат својата идеја, тоа во светот на стартапите и предприемништвото се нарекува elevator pitch, каде што буквално да речеме дека во лифт сретнуваме некој инвеститор кој што немаме можност да го сретнеме на друго место, имаме само буквално 2 спрата да му ја презентираме додека се возиме заедно толку кратко време и мора да најдеме начин како во тие 90 секунди да го натераме да фигуративно кажано ја купи нашата идеја и да го заинтересираме со нашата визија, така што истото ќе се симулира кај нас во просториите на Brainstar. И од тука 10 полуфиналисти ќе одат во финалето, каде што ќе биде исто така во просториите на Brainstar. Само просто што ќе ве прекинам, тој инвеститор е човек кој што е навистина инвеститор. Ќе бидат дел луѓе кои што, луѓе кои што ќе биде и дел од таа жири комисија, ако може да кажам, се луѓе кои што ќе бидат дел од тимот на Brainstar, кои што и може со работници некој надвор кои што имаат искуство во стартапите, во започнувањето на бизнис и ќе можат добро да проценат кој како ја презентира идејата. Значи не се глумци, тоа ќе бидат луѓе кои што се реални луѓе, ништо нема да биде изглумено, се ќе биде реално. Како во оние шоуа што ги гледаме на телевизија во странство, тоа ќе ни се случи нас и ќе ни се случи дома кај нас. Тоа ќе биде на 29 ноември ќе биде полуфиналето и финалето ќе биде на 30 ноември, исто така во просториите на Brainstar, каде што оние кои што ќе продолжат 10 најдобри идеи ќе треба да имаат презентација пред една жири комисија, исто така од селектирани луѓе кои што се докажани во сферата во која што работат и самите кандидати ќе треба за отприлика 5 минути да ја презентираат таа идеја и тука ќе се селектира најдобрата бизнис идеја и ќе се доделат 1 милион денари. Тогаш тој ден ќе се знае кој е тој што на 30 ноември. На 30 ноември знаеме кој ќе биде првиот средношколец милионер. Одлично, јас верувам дека им појаснивме на нашите гледачи, верувам дека и овој разговор ќе придонесе да допре до што е можно поголем број на средношколци оваа ваша одлична идеја, ова ваше едно интересно креативно раздвижување на средношколците. Анастасија, благодарам што одвоивте време, благодарам што на средношколците
кои што го следат Слободен печат и ми ја пренесовте целата идеја. Благодарам за можности, сакам само да ги поттикнам средношколците да бидат храбри, да имаат мали, но и големи идеи, понекогаш и малите идеи прераснуваат во една голема бизнис идеја, да бидат храбри, помалку луди, ако можам да кажам, во своите сонешта, бидејќи понекогаш соништата на некој му личат големи, му личат нереални, меѓутоа само оние кои што имаат храброст да се осмолат, да погледнат кон своите сонешти да ги реализираат, само најчесто тие се луѓето што ги реализираат, така што веруваме во нашите млади и очекуваме навистина добар надпревар во која што ќе победи најдобрата бизнис идеја. Да, беше да победи најдобрата, посакувам успех во реализирањето. Со нетрпение очекуваме да видиме што се ќе се случува и ќе ве следиме со будно око. Благодарам уште еднаш за отстапеното време и простор. Почитувани, верувам дека ви стана многу појасно. Можеби прв пат слушнавте за овој надпревар, доколку сте средношколец или доколку имате средношколец во вашето опкружување, пренесете му ја оваа супер идеја и нека се пријави, па зошто да не, ќе се запознае и ќе се дружи, па и да не стане милионер, едно убаво искуство за средношколците. Ви благодарам што следите Слободен печат.